Не сме дојдени во дујна само да јадеме и да пиеме без да имаме некој ограничувања, без да имаме некои наредби што треба да ги правиме. Зошто? Зашто за овај живот, за овај риск ќе одговараме и позади ова има две престојувалишта, џеннет или џехеннем. Не сме препуштени на себе си што сакаме да правиме. Ми имаме строго обележан пат по кој треба да живееме. Јахсебул инсану ан јутрака суда. Мислите ли дека човекот ќе биде оставен тек така, туку така? Дошло во тефсир, големиот број на муфесири велат дека нема да има наредби и забрани. Мора да има наредби и забрани. Ефахасибтум аннама халакнакум абетен ва аннакум илейна ла турџаун. И мислите ли навистина дека ние ве создадовме залудно и ете така нам нема да ни се вратите? Мета Аллах Джешан продолжува тоа ајет исто вториот после овega. Фатаала Аллахул маликул хак. Ла илаха илла хуа раббул аршил керим. Та Аллах е вишен и возвишен за вакво нешто за да створи и да не му дај обврски на него. Фатаала Аллах. Аллах е возвишен за вакво нешто, за да створи нешто, а да не му дај такви обврски. Аллах е владар вистински. Нема други Господ освен него Бог, господар на аршот благороден. Се вели? Ова аје што го спомнавме првиот. И мислите ли дека навистина ние ве создадовме залудно и ете така нам нема да ни се вратите, че им се речи на тие што ќе бидат во џехеннем кога ќе влезат во џехеннем. Аллах. Мислите ли дека залудно ве створивме на вас? Мислите дека нема да ни се вратите на нас? Аллах. Мислите нема да дојдете во ова место? Многу мисли дека така ќе помине овој живот, само и нема ништо после тоа. Не, имат одговорност. За секоја една стотинка, за секој еден момент во оваа дујна,